диктатурите постојат заради подготвеноста на се исто така проблематичен термин што понатаму ќе го потребам, значи на граѓаните, популацијата, народот, во секој случај мнозинството, да биде послушно. Тој тврди дека кога таа послушност да се биде ќе се претвори во пркос, тогаш диктатурите ја губат супстанцата и начинот на кој што може да владеат. И овој компендиум е практично направен за тоа како да се потоа артикулира, канализира тој пркос во активистички компоненти кои што на крајот би следувале со рушење на диктатурата. Успехот на македонскиот режим, еве ја го потребувам тој избор во оваа смисла која горна ја спомна, автократски режим, е во една досегашна вештина да не помине одредени граници кои што ќе конституираат комплетна бруталност. Дури вклучувајќи го тука и 24 декември, бидејќи тој на крајот сепак беше фокусиран врз квалификувана публика, пратеници во собранието и еден инцидент со новинарите кои гледате колкава штета им прави токму затоа што таа публика не требаше биде изложена на тој тип на бруталност. Зашто нивните пресметки се уште покажуваат дека доколку се брутални кон квалификувана публика, тоа се уште наоѓа поддршка во доволен дел во јавноста за да може да владеат. Тоа го прати на меѓународен план. Они успеваат со години да не се дигнат високо на радарот на меѓународното внимание со некакви крупни инциденти, иако веќе и тоа им излегува полека под контрола, па гледаме разноразни провокации, инциденти и така натаму, кои што сега веќе ги вадат и на... Сакам да ви кажа, значи, тоа е токму таа финеса на владењето кај недемократите. Да прават многу внимателни операции кога да употребуваат сила. Сакам да ве предупредам на една друга важен елемент како ни се случи ова. Видите, кога го спомнуваме странскиот фактор. На крајот, владењето на денешниот автократски режим во Македонија се темели врз една теориска поставка. Ве повикувам, ако имате дилеми каде можете таја добро да ја проучите, да го прочитате двете последни книги на ценетиот професор Саркањац. Таму е поставена теоријата на тоа зашто ова не се случува. И тоа образлага се сведува на суверенитетот. Да не ме гнјавам многу, ќе ви кажам во една реченица. Тезата на овие што денеска владеат е дека суверенитетот во Македонија предолго беше во странски раце. Дека македонското општество до самостојувањето, до нивното доаѓање власт, премногу беше контролирано, насочувано и креирано од странскиот фактор, а не од класичната конзервативна поставка дека суверенитетот е секојаш кај народот. Според тоа да се тврди дека странскиот фактор во Македонија не бил заинтересиран и дека имал само своји интереси, не е докрај точно. Тој секогаш има своји интереси, меѓутоа агендата на странскиот фактор во Македонија беше многу доблесна точно во сферата на слободите во Македонија. Ценејќи дека Македонија од друг тип на анализа произледено, кој може да биде безбедносна, стабилност и така натаму, ценејќи дека Македонија нема доволно енергија, знаење, капацитет да се стигне до тие слободи до кои што требаше да стигне. Кога дојде оваа екипа на власт, рече до тука ни од странскиот фактор. Доста ми е разговори за малцинства, етнички, религиозни, сексуални и така натаму. Сакаме македонскиот народ да владее со Македонија.